Соединетите држави ќе работат на повторно воспоставување на комуникацијата со руската војска за да се избегнат инциденти во Сирија. Така наречената деконфликтна жешка врска во Сирија е од клучна важност за заштитата на двете војски од можни случајни судари, поради тоа што се вклучени на различни страни од конфликтот во Сирија. Шефот на американскиот генералштаб, генерал Џозеф Данфорд, изјави дека е неопходна итна акција за натамошно избегнување на слични инциденти. An incident occurred, we have to work through the incident. We have a channel to be able to do that, and I think it's going to require some diplomatic and military engagement in the next few hours. Данфорд додаде дека тој сега бил фокусиран врз постигнување на главната американска цел во Сирија, победа врз екстремистичката група Исламска држава. Русија индицира дека и незината цел во Сирија е пораз на Исламската држава и ќе видиме дали е тоа точно во наредниве неколку часови, рече тој, наведувајќи дека се уште имало комуникација меѓу американската воздушна база во Катар и руските сили во Сирија. По соборувањето на сирискиот авион, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров го предупреди Вашингтон да не извршува едностранни воени акции во Сирија. Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле, обеспечивать скоординированность в нашей работе. Зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед. До најновите тензии дојде откако американски воен авион собори борбен авион на сириските воздушни сили, кој бомбардирал позиции на бунтовниците, кои им се сојузници на американците во борбата против екстремистичката организација Исламска држава. Пентагон наведе дека за прв пат Соединетите држави собориле летало на сириските сили. Станува збор за авионот од типот Су-22 кај сирискиот град Тапка.